Промена на собственост и Интерпол проверка на документација за странски возила. Заборавете на останатите. ПСС ви е доволен за се. Од проект до реализација, климатизација, вентилација, грејење и соларни системи, набавка на котли за сите видови горива, производство на воздушни канали, бокс системи, рекуператори и екохауби. Уни 24. Нефтино ладење и грејење. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркети Зендолино. Joe, I'm really here to talk about us. Kick the rascal out, Barna boy. No. Табова, ја табо. Претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Ваква е временската прогноза за утре со ветер од север и северозападен правец. Температурата ќе биде со следниве вредности. Штип и Карвинци 11, Рогештип 9 степени Целзиусови. Кочани, Зрновци, Чешиново 11 степени. Облешево, Виница по 11 степени, Македонска Каменица 10. Делчево 10, Берово 8 и во Пекчево 8 степени Целзиусови. Денес, во што мисли народот? Дали сте дале и дали ви било побарано мито? Гледајте и учествувајте во Што мисли народот, веднаш по првите вести на ТВ Стар. Првото зелено знаме во средните училишта во регионот го донесе средното медицинско од Штип. Во конкуренција од 150 училишта и градинки, СОУ Јане Сандански е едно од 4 во државата кои се прогласени за еколошки. Ова процес кај нас траеше повеќе години, значи 2-3 години работевме. Мене ми мило што сме по стандардите негде во ретките училишта во Македонија кои овој стандард го имат исполнето. Но за да се добие зелено знаме, потребно е исполнување на стандарди, што подразбира организација и реализација на многу проекти и еколошки активности. Промена на светилките за заштита на електрична енергија, замена за штедливи светилки, рециклирање на пластични шишиња, рециклирање на отпадна хартија, уредување на училишниот двор, значи формиравме камена градина со цел да се заштити техничката вода за наводнување на училишниот двор. Овие 2 годишни активности подразбираат целосна посветеност на училишниот персонал и на учениците. Во еколошките акции учествуваме на тој начин што собиравме шишиња со цел да ја зачуваме природата, а исто така да го спречиме загадувањето. Многу сме среќни што нашиот труд сега резултира и го добивме зеленото знаме. Сепак, што добивањето на знамето значи за ово училиште? Тоа е за нас една мотивација, значи да продолжиме понатаму, да со еколошките активности, еколошките акции, ние во тек ни се веќе низа на проекти и акции кои што планираме да ги реализираме во период кој што следува. Инаку, одлуката за доделување на зелено знаме ја донесуваат представници од Министерството за образование, Државниот инспекторат и Швајцарската агенција за развој и соработка. Со добиеното знаме, СОУ Јане Сандански ќе има право да аплицира за финансиска поддршка за реализација на еколошки проекти. Како се минува улица на пешачки премин, нешто што постарите го знаат, но не го почитуваат. Тие да си ја скратат, значи релацијата која имаат најчесто, значи претрчуваат по улиците и затоа доаѓа до почести сообраќајни незгоди. Токму поради ова, најмалку 1000 штипјани лани од другата страна на улицата се сретнале со полицијата. Полициските службеници ги издаваат покани за присуство на сообраќајна полука која се одржува во просториите на АМД Штип. Но има и санкции кои се по член 120 за пешаците кои глобата изнесува до 20 евра. Она што не го практикуваат и не го знаат возрастните, го знаат децата. Треба да одиме по пешачки премин.
Ова најмладите го научија во склоп на проектот Полицијата ги советува децата. Децата ги учуваат обврските, правилата, но и последиците што може да се случат на крстосница. А за повредени и казнети возрастни да нема, наученото децата ќе го пренесат и понатаму. Јас ќе дом и ќе кажам на мама и на тато како се премине улица. Колку правилата ќе се почитуваат ќе покаже времето, но и полицијата која секој погрешен чекор го следи. Општините од регионот во јануари на граѓани и фирми им издале 26 одобренија за градба со претпоставена вредност од 121 милион денари. Најмногу одобренија се издадени во Берово 10, во Делчево 5, во Кочани 4, Пробишти Пиштип по 3 и Чешиново Блешево по 1. Пробиштип е единствената општина во регионот во која функционира локалното координативно тело за социјална заштита и услуги. Денес ја одржаа својата прва работилница во соработка со Германското друштво за интернационална соработка ГИС и Министерството за труд и социјала. Целта на ова координативно тело е да возможиме подобра координација на активностите и подобра соработка со другите релевантни институции, а се со една единствена цел да им возможиме подобра и поголема социјална сигурност на жителите од нашата општина. Ова координативно тело е предвидено во рамките на Националната програма за развој на социјалната заштита како еден механизам кој ќе ги поттикне сите, да речем, По 15 денари од глас ќе добијат партиите кои учествуваа на локалните избори во 2013 година во општина Делчево. Советниците едногласно ја донесоа одлуката со која е определен надоместокот за изборните трошоци, кои треба да се исплатат на организаторот на изборната кампања во општина Делчево. Согласно законската регулатива, која претходно наведов, од буџетот на општината треба да се исплатат вкупно 315.555 денари. Заменик министерот за одбрана Емил Димитриов заедно со својот син и уште 20 на други татковци и деца во градинката Гоце Делчево Пробиштип своерачно изготвуваат честитки за своите сопруги и мајки. Мене ми представува задоволство како родител денеска на моето детенце кој е дел од дечињето од оваа градинка да правиме подарок за мама по повод 8 март денот на жената. Ова е сепак и голема можност ние како родители да поминеме подолг период со своите деца во градинката. Оваа година решивме тоа да биде цветови од рециклирана хартија. Значи од весници да изработиме цвеќиња со што и ќе ги израдуваме мајките, а и ќе допринесеме за зачувување на животната средина. На 8 март на мама ќе подарам цвеќе. Поради планирани прекини во дистрибутивниот систем на Ивана, утре во периодот од 10 до 15:30 часот, без струја ќе бидат дел од жителите на Чешиново. Утре од 9 до 16 часот на стрелиштето Стрелец на улица Гоце Делчево Штип, полицијата ќе изведува боево гаѓање. Поради безбедносни причини се известуваат жителите да не се движат околу стрелиштето и да не напасуваат добиток. Народот више да не смееш да седнеш да правиш молобет, плакат се од деца, од внуци, од знаи, од сите. Тоа не знам. Запато катастрофа е, разбирате. Посебно Кочани Делчево е катастрофа пат. За светиот маченик Мавраки и 70-мината војници утре си споменуваат православните христијани, а католиците за Еуган.